Сузана Камберова, доктор специјалист и писателка. Навистина ми е драго што можеме да поразговараме за писателските работи, за твоето творештво и за страшните приказни, што всушност мене ми беа повод и од некоја воодушевеност од таа приказна, од тој роман, бев инспириран да поразговараме малку. Во едно видео се пошегував и реков дека Сузана Камберова е најдобра докторка меѓу писателите и најдобра писателка меѓу докторите. Меѓутоа, ме интересира каде почнува твојата книжевна приказна? Зборувам сега во детството, каде почнува приказната на читањето, книгите, книжевноста, па подоцна и пишувањето? Па ја не знам од каде да почнам, можеби тука баш како што седиме Каршин или Автомакедонија зградата и приказната прва татко ми што ми ја раскажувал дека сум имала 4-5 години можеби и сме стоеле чекале автобус и јас сум го прашувала кои се буквите за да ги прочитам. И тој ми ги кажувал и некои од случајните се таму што стоеле други луѓе на некој постар човек го искарал, демек зашто ме учи прерано, затоа што мене тоа после нема да ми биде потоа интересно. Меѓутоа се испостави дека добре, читав пред да тргнам прво оделение и од тогаш до ден денес таа прво како читателска љубов кон книгата секогаш ми била присутна, веројатно и благодарение на моите родители. Читаа многу, купуваа многу книги, се инвестираше во тоа и секогаш се читаше кај нас дома, не нешто претенциозно, нели во оние времења некако имаше култура да се купува книга. Да речам од тоа да без книга не сум била, сум спремала секогаш исписа паралелна некоја книга, затоа што кога ќе ми дојдеше многу тешко од медицината, некој роман. Морав да прешалтам малку, некој роман лесен во главном, за да тоа ми беше мене релаксација и обично беше некој така позабавно четиво, за да нели медицината е тешка, сериозни работи. Така да од тогаш меѓутоа како писател не сум се гледала стварно никогаш и тоа е изненадување за мене самата, така дојде во некој, да речам, посериозни години. Кога почна приказната со Па приказната веројатно имаше повеќе причини. Едно сменив работа од еден колектив кај што секој ден нешто си раскажувавме и тоа е, знаете, устното раскажување е многу потценето можеби, ама сепак е. Па преминав да работам сама, па некако во таа осаменост тука почнав да ги забележувам ситни детали од секојдневието, например во банка, чекам во банка сега да уплатам нешто, еден пазар не е битно. И доаѓа еден човек целиот разигран. Например, весел ушот се бајле, облечен како бизнисмен господин. Добар ден на едната жена на шалтер, некој комплимент на другите. И јас ако гледам него така, како просто да го пее Шекспир и ќе дојдам назад, ќе се вратам, да речам потоа поминувам ниже на парк, обично зелено пазарче до мојата работа. Сега века во парк имате една друга атмосфера, минувам и слушам некои млади деца збора за биткоин, па веќе некој пазарот преминува оние што продаваат на тески на некои сериозни теми за Русија, Америка, политика. И јас кога дојдев, имав некоја потреба тоа да го раскажам и обично можда и така, на социјалните мрежи почнав да го ставам, имате прилика, имате мала публика веќе. И гледам дека тоа некако има некој, иако е безвезна, нели приказна, ништо посебно не содржи, како јас сум го доживела мојот утринска прошетка. Имаше тоа некој убав одзив. И така почнав. Од таму почнав, па после сватив дека баш и преку работата доаѓаат некои луѓе што не ги познавам се уште, професионално ме бараат. И ќе ми речат, ама знаете, ја читам. Ме чита демек на социјалните мрежи, тоа беше мене се поинтересно. Дори не му кажав на татко ми и тој ми рече, па дај да видам ја што тоа ти пишува, што читам. И кога го прочита ми рече, ајде напиши ја, да напишеме заеднички мојата биографија. Татко ми е, да речам, дете од Босна и он е, например, бил мал, меѓутоа бил учесник, сведок, ајде би рекла, на оние офанзивите што биле, знаете,
западна Босна таму. Имаше неговиот живот не е можда некоја авантура, меѓутоа имаше доста премрежија за еден денешен живот можда необичаен. И така тоа почна. Ја напишавме прво неговата биографија, па се уклучив на некој форум во Белград кога беше пандемијата под раководство на професор Дарко Тадич, тој е еден драматург, и он водеше еден интересен сајт, мислам, каде што имаше форум, вакви аматери како мене, и така, створив една своја мала група. Значи, зборуваме од пандемијава некаде, навам, од прилика. Да речам, од 18-та, некаде, така, со мали приказни, кратки раскази. Значи, Така, мене тоа ме затекна, поготово затоа што јас ја сакав уметноста и дури се двоумев дали да идам на медицина, ама тоа било секогаш сликарството. Јас сакав да сликам, да. А завршив со пишување. Сега ме интересира Страшни приказни е твојот предпоследен роман. Може да ги спомнеме сите дела што ги имаш објавено, вклучувајќи го и... Може, значи не е тоа некој опус, ама пак за мене вака сепак јас мислам дека е доста. Тоа, значи, првите две се објавени во Србија. Тоа беше исто коинциденција, ја ги зборам двата јазика, пишувам на двата јазика, на македонски и на српски. Таму е некако можда и климата, прифаќањето е динамично. Можете и така да јас ова биографијата што е напишана за татко ми е на српски фактички јазик, објавена е таму и објавена е уште една која почна сосема случајно, ама заврши како цел роман. Писмо се вика и тоа е една, како би рекла, исто малку мистерија, фамилиарна драма. Само на српски е таа. Таа е само на српски за жал и да, тоа можеби би сакала. И потоа доаѓа Страшни приказни. И потоа доаѓа, јас продолжив со некое пишување како ќе ми дојде инспирација, ама немајќи некоја надеж веќе сега каде јас, немајќи ни цел. Нешто ставав пак, викам, на социјалните мрежи и мене ме поттикна една писателка која јас ја знам исто така преку социјалните мрежи, ми се бенди со нејзината книга која го доби Пегас, наградата Пегас 2019, Сонја Манџук, и она ме контактираше и ми рече: "Види, ова што го постираш вака е многу добро, зашто не го пратиш за Пегас, идеше на ред." Па јас бев малку скептична, ама да го стегнав, го средив, да речем, и го пратив без некакви посебни... Зборуваме за Страшни приказни. За Страшни приказни, значи тоа веќе трета книга. 2023-та? Да, беше како финалист. Значи... Во издание на Арс Ламина, тоа така? Да, Арс Ламина, Риба вон мрежа, на Јована ја доби првата награда, а јас и уште една случајно колешка, така да сме две, и се познаваме, само не под псевдоним. Ние двете испаднавме финалистки и уште кога се откривме беше тоа многу интересно, да. А после Страшни приказни сега на сајамот пред некој месец излезе последниот, најновиот роман. Па да, тоа е малку дело кое не знам како жанровски би се вклопило, ама мене ми беше многу интересно да го пишувам. Тоа се како некои бајки, а јас нешто сум вајда во целото пишување тежнеам и кон некоја во основата на тие односи што ги пишувам, се содржат оние класичните фактички митски приказни. И мене тоа ми беше некој предизвик, и ми беше многу забавно. И настана 3 различни се тоа фактички приказни, ко фантазија, како бајки. Можда не се ни една со друга многу слични, ама ги стави во една целина, бидејќи во секој имаше по еден така женски лик со по некое кратко име. Имињата ми се проблем секогаш. Не можам многу. Насловот и имињата еве Страшни приказни. Па да, јас сум почнала првата реченица тип него и крајно може да некој оној клифхенгер. Јас го имам тој роман, меѓутоа се уште треба да го прочитам. Сега Страшни приказни го прочитав пред неколку месеци и многу ми се допадна во смисла на тоа, сега не сум позналач ниту голем фан на жанровска литература во смисла на готика или... И сега за Страшните приказни јас поправи ме те молам, е некој си готика со елементи на криминалистички роман, елементи можеби на мистерија, на хорор малку, значи е микс, не е чист жанр, што е супер. И многу ми се допадна затоа што романот е многу, освен што приказната е
те внесува и е многу елегантно, фино напишана, значи целата структура функционира и темпото во романот ми се допадна, значи немаше празни одови, немаше пад во раскажувањето, значи многу сериозно напишан роман со многу интересна приказна и интересна атмосфера. Сега ме интересира од каде, сега малку спомна од каде фасцинацијата или желбата да се пишува во тие жанрови или тоа повеќе го гледаш само како еден проект, еден експеримент, па во друг жанр или сепак тоа највише ти лежи? Ба мислам дека сепак тоа највеќе ми лежи, од каде не знам, тоа е некоја вајда природна љубопитност да се открие загадката. Мене од малечка све нешто ме интересирало, тој смисол, штом видам, јас сакам на пример и математички проблеми да решавам кога од математиката ми беа некако најинтересни. Загадките ми се предизвик и сакам малку, веројатно сум така некако две половини, едната чувствителна, ама другата логички и бар некаков логички ангажман. Тоа и во медицината можам да тој истиот спој да го објаснам. И ми треба и сакам, а и некако бидејќи јас не тргнав претенциозно, нели, за да станам некаков книжител, мене повеќе ми се случи. Нели, авторот на Вини Пух најдов еднаш вика, значи пишувањето не го наоѓаш ти, тоа ќе те најде тебе. Да, така некако и мене, оно ме најде буквално без да јас го планирам тоа. И мене ми е тоа многу забавно, дури го пишу, и јас од таа забава не сакам да се откажам, а онда и кога ги пишам овие мистериите, знам каков е почетокот, го знам крајот, да речам, меѓутоа во средина, кога ќе се запишам и ќе доам до некоја третина од романот, тука не издржувам да не се заплеткам до крај, дури и да не знам како ќе се отплеткам од тоа. Значи, заплетот го правам делумно, свесно, меѓутоа, баш како нели некои писатели викаат дека се градинари, авторот на Игра на престоли, така рекол, јас сум градинар, пошто и по неговата дело тоа се гледа апсолутно како му се плотовите, односно заплетите му се во сите страни. Така и јас ќе тргнам во еден правец, меѓутоа потоа и ликовите ме водат, и самата приказна ме води, и следам некој пат кој јас не секогаш свесно го... Значи немаше целосно скица целосна? Имав груба скица, да, меѓутоа тоа е... Не до детал? Не е до детал, пред да седнам да пишувам. Не, така би си го... Не би можела, значи тоа по мене веројатно делумно интуитивен процес, а и таа интуиција предпоставам дека произлега од некој несвесно, можда таму ми се складирани, сигурно сите книги што сум ги прочитала. Сигурно, да. А мене и некако ме интересира таа човечка природа, тоа ми е дел од еве со медицината. Ме интересираат и како, значи имам огромен материјал, така сега да кажам, да не бидам погрешно сватена. Јас не дека пишувам за она што го слушам, меѓутоа тоа е кај мене многу испомешано. Јас, например, само оваа година можам да запознам 1000 нови луѓе. Од тие, тоа се нови карактери, нови приказни до негде, луѓето збора, јас не ги пресликувам буквално, апсолутно, мада имаше две приказни кои без нормално ги ставив и пишувам колумни за економија и бизнес. Тоа беше еден чекор понатака во мојата кариера почетна. И тоа исто, таму имам одврзани раце, слобода да пишувам за што сакам, дали кратка приказна, дали нешто како есе, и, например, така, имаше еден човек, например, кој дојде, баш така атмосферски, годски, во еден ноември, кога почнав сама да работам, и така, дост беше многу лошо време надвор, и кога отворивме, ноќе, беше попладна, се стемни, и отворивме, гледам еден стар вака свиткан човек и го примив, јас го прегледав, ама дори ја пишував, он ми раскажуваше многу интересни приказни за својот живот и тоа ја ги запам. Например, ми раскажа како бил пратен дома да умре од доктори. Вау. И како он едноставно не умрел. И тоа мене ми го... И он кога си отиде, мене таа негова приказна некако ме прогонуваше, дури неа малку, нели, и додадов малку драма и ја раскажав како суштината, ама тоа се многу интересни приказни, тоа се вистински приказни од тие, целото и материјал, например и во страшни приказни има дел, што сакав да го искористам како медицински дел, тој е оној за
пластичната хирургија која се развија после Првата светска војна и тоа све ми текна, ама тоа е тек 3 речениси кои го концепира заплетот, меѓутоа како до него, например, знаете дека сега тој еве нешто ќе се случи таму и таму, ама како ликовите да ги доведам до тоа да се случи беше предизвик. Плюс и судскиот процес е предизвик. Предизвика, како да се конструира тоа, да се реконструира, тоа беше да биде логички доследно, точно, да прави смисла. Точно, еве, сега да не откривам имиња, например, прашав една познаничка што е во таа професија, дали која ја читаше книгата и дали е тоа соодветно со тоа како се веродостојно, она ми рече да, сосема. Супер, значи тестот е поминат. Тестот е поминат, да. Меѓутоа има страшни приказни, има и многу убаво заокружување и разоткривање, меѓутоа не во смисла на она who done it, која би Агата Кристи стил. Сега ме интересира што мислиш дека жанровската литература или ајде потесно да речеме еве готскиот роман или готика помешана со не знам хорор или мистерија, што мислиш дека ни нуди како читатели? Што ја прави посебно тој тип на литература? Сега не знам дали сум во право, меѓутоа мислам дека жанровската литература никош се карактеризирува како ја читате, нели, интересна ви ја дури ја следите, ја читате, а после ја заборавате, нема некоја длабочина. Меѓутоа не би секој се сложила со тоа. Мислам дека ако ликовите се добро разработени, вие може да ставите што и да е во тоа. Значи не мора атмосферата исто. Мислам по мене не е некој на некој пониско скалило, ако тоа нормално све добро изведено, И јас на пример самата кај себе, се не знам кој како ја чита, затоа што едно читање може да биде прво и заплетот да ви е интересен или не знам, или ликовите или како да. Меѓутоа ако се иде на подлабоки нивоа и секоја приказна претпоставаме така, може да има нови длабочини. Например, мене сите приказни, мене она што некако стално ме интересира, тоа се од кај сме дошле звездите, универзумот, времето и дали една иста приказна, дали со нас, например, е крајот на таа една наша приказна или тоа на некој начин се провлекуван генерацијски, како генерацијска приказна. Например, имате луѓе кои стално завршуваат во неколку генерации, завршуваат во да речем во брак со алкохоличар, за пример еден. И тоа не е, кога ќе видите прво, тоа е некоја лоша судбина, меѓутоа ако се тргнете од дистанца, фрлите поглед, постои некоја шема, некои повторувања. Постои некоја шема, постои нешто зашто, како. Многу тука мене пак ќе речам некако приказните и моја и дел на писателите, еве јас што сум ги читала како млада, што не сум ги разбирала, како Кафка на пример, која имав прилика колку толку нели да се образувам, Јунг да го прочитам, тоа се доста остави влијание на мене. Значи ја ги гледам архетипите. Може да го барам шаблонот во све. Нели, она што е позади приказната. И ако земете така исто да читате страшно или да го побарате тоа, може би секој не може ни да го види, не секој знае сега што сум си сакала да кажам. Се тоа е може да успех колку сте успешен писател. А меѓутоа колку што гледам, дел од луѓето го доловуваат. Значи тука е приказна фактички за нас низ вечноста, дали нашата, дали е нашиот живот со нашата смрт сега крај или сепак има нешто што тука и на пример еве готиката која споменаме. Значи мене ме фасцинира што во готскиот роман, условно речено, може таму има значење и околината има значење, куќите имаат некое значење, тие се некои живи, коликови, па онда предметите се со некои Тоа чисто така ми е како ви викам. Не дека не сакам, јас сакам книги, долги години всушност. Само и читав, не читав вака белетристика, ја прекинав, што знам зашто, и читав доста филозофија, психологија, се од тој тип, духовни книги, некои се духовност, например, археологија, математика, се што може есеи. Мене факт, всушност, тоа сум заклучила дека, например, има писатели кои ќе речат дека некој друг писател им оставил влијание, им направил влијание, дека они не се слични, ама тоа им е инспирација, да речам.
Јас сватив дека мене тоа не ми е така, него дека мене идеите ми се инспирација. Ја можам да земам книга сега за филозофија, некои идеи таму да ме воодушеват и веднаш имам нова приказна. Да. А не да земам сега друг писател, тоа ми е не тоа ми е дури некако, да. Тоа тука за тоа. Да не повеќе разбирање на човековата состојба, човечката психа, идеите, архетипите, отколку конкретно кој писател како го обработил тоа. Са во уметничката литература не знам, имате доста некогаш и игра со стилови, со јазик, со структура на реченици, зборови. Сега јас сепак не дека тоа си нема значење нормално и се. Меѓутоа јас како аматер писател, така да се каже, мене ми е поинтересен оној контактот со читателот. Значи јас сакам со него да остварам контакт, јас сакам некој да ја чита книгата, отколку да биде академски, да некој критичар или так, да. Сега има со ова им досаѓав и на други луѓе. Многу ми е интересен концептот на што е возбудлива литература, во смисла што е возбудлива во однос на можеби литература што носи нешто свежо или што провоцира или не знам дали тоа е вистинскиот збор. Што е според тебе возбудлива литература или некој автор што е тоа прави да се чувствуваме живи? Значи, секако убаво сакам да прочитам нешто ново, нешто што е некоја нова идеја или начин на кој некоја стара идеја се обработила на нов начин. Тоа апсолутно. Тоа е возбудливо, можам да кажам дека е возбудливо. Нека мене ми е, ако можам така да се изразам, највозбудливо кога книгата која ќе прочитам, да, не можам брзо да ја заборавам, тоа е едно, меѓутоа некако ми го крива духот. Значи јас сум од утре поенергична, тоа гледам дека има и кај други читатели. Значи јас не сакам дел можеби од некоја литература што е социјално ангажирана, да ќе ви го представи она што веќе го гледаме на телевизија, го читаме во весниците, а само ќе ни е истата таа фактичка состојба ќе ни ја каже, меѓутоа ако авторот не остави некој простор за некој вид надеж, нели, како ние од тоа, са не може он да има рецепт, он не е ни тој што треба да сугерира, книгата не е пропаганда, па сега нели да ни сугерира ова правите, она правите, нити е па лек. Ама ако не натера нас внатрешно да сме поборбени, да се земаме еден поздрав став кон нашиот живот, едноставно да не дотепа и да не направи подепресивни. Ете тоа е можеби за мене возбудливо. Супер, многу ми се допаѓа таа. И баш пред некој ден бев во Илика, имаше на представување и после влеговме во диалог, некој разговор за дистописки, утописки романи и сватив, разговаравме и тоа е моје мислење, дека многу е потешко да напишеш добар утописки роман, отколку дистописки, затоа што дистописки најчесто правиш дијагноза на реалноста и ја зголемуваш, ја креваш на повисок степен. Меѓутоа утопија која што ќе понуди пример или надеж, некако тоа е многу потешко. Многу е потешко, А од друга страна, што го прави едно дело? Сега се навраќаме на ние прашања, нели, се е прашање на вкусот и така натаму, меѓутоа јас сум сепак поповрник на онаа идеја дека постои квалитет и она што е добра литература и она што е помалку добра литература, или во најлош случај е лоша литература. Што се квалитети на едно добро дело? Ајде роман да речеме. Еве да почнеме од тоа јас со кое се борам се уште. Јасноста на изразот и концизноста. Значи да е убаво да не е предолг, да не се повторуваат некои работи, јасно да се искаже мислата. После некој квалитет кој не знам дали добро ќе го карактеризирам ако кажам дека е тоа некоја поетика во самата приказна, значи на некој убав начин или некоја метафора, например, кој ќе чуете, кој ќе прочитате во делото прв пат и ете, тоа некој чувство до сега не било така кажано или се потрудил авторот, тоа се можда детали. Потоа што би правил убаво, добро, ајде, стилот, свет, темите, па мислам дека добар автор може од секоја тема би требало да направи тоа е интересно, некој еве така и вика, нели, можам да напишам техничко упатство да ви биде интересно. Меѓутоа, еден генерален квалитет можеби да се препознаете, значи толку да ја погоди можеби
човечката состојба, како да ја наречам, да вие кога го читате едноставно како вас тоа да ви се случило и како да го знаете цел живот до препознавање, до препознавање. Значи, еве со еден збор, да, автентичност. Да. Можам да кажам точно тоа. Ја не знам сега да го објаснам што ми значи, а мислам дека самиот збор е доволно јасен. Меѓутоа имам чувство кога читам некои дела, еве можда и од посовремените, дури од некои автори, гледам дека бар така го чувствувам тоа. Дека е избрана некоја тема која можда е добра тема, актуелна, ама избрана е со умот. Не е избрана некаков внатрешен интер. И онда е направена приказна која логички е супер. И стилот е убав, и речениците се убави, ама нема живот. Значи тоа е тоа автентично. Значи морате да го почувствувате тоа за што пишувате. И мислам дека тоа релативно прво го препознавам кај и јас таквите книги може да се наградени, може да се технички супер, а едноставно не ги почитувам. Супер. Ме интересира при крај пишувачките навики во однос на пишување на роман или се менуваат од проект на проект или од малку се менуваат, меѓутоа тоа е времето, фактички не ми останува многу време. Некојаш ми доаѓа нели како и на сите во најнезгоден момент. Па гледам да направам некоја белешка на телефон, зашто еднаш го испуштите, отиде. Да. За жал, ништо не го враќа или така нас ми се чини дека толку беше убаво и не ми текнува пак. Пред да заспиеш ти доаѓа идеја, викаш сабајле тоа нема шанс. Да. Значи ми се случувало да ми дојдат идеи кога пазарам. Едно време може почесто правев така, значи од работа одев од клиника која работев, идев право Веро, таму имав децата беа помали, па пазарев некако секој ден. И дури онака, знаете, како некоја медитација, ќе го исклучите мозокот, си гледате продукти се сама, у суштина он ви работи во позадина, да. И тогаш ми доаѓа некакви идеи, или прошетка, она најкласично како Джейн Остин и Шарлота Бронте што пишувале, кои ќе се прошитаат низ природа. Значи тоа веројатно затоа што мозокот, телото е некако забавено, како при медитација нели со дишењето го да, а мозокот ви е пуштен слободно. Во главном тогаш или еве за таа писмо можам да кажам дека тоа беше од една елка почна целата работа, значи некои месеци ми се поплодни, мене декември, и страшни приказни почнат од декември, затоа е така узима, да. Значи, ја извади фелката да редам, молев една керка, друга керка, они сите нешто има побитно и на крај останам сама да си ја редам елката и морав да се забавувам дори ја редам. Пуштив музика, не беше доволно и си реков, така и почнува книгата. А што ако сега има некоја жена некаде која има некои семејни тајни, има некој нешто заборавено и сега еден ден одеднаш како што е сама и си најде поделката едно таинствено писмо. И од тоа више кој ќе почне да тргнува приказната. Да, супер. Кои се некои интересни автори или омилени автори во последно време што во последно време. Јас сакам така кога ќе некој ќе препорача или кој ќе ми каже омилените автори или книги. Да. Па, добро. Во последно време читам у суштина многу, се трудам да ги надокнадам сите нели некои испуштени автори што ги имам. Еве македонските, еве Дурачовски се видовме. Морам да кажам да не звучи некако исто претенциозно дека Оливера, ја сакам многу Оливера Ќоргозировска и незините книги секогаш ми се онака погодени многу. Значи домашни автори, па младите, нели, Јордан Анде, апсолутно тука како некои така како внесувачи на нов дух во и мислам и сите други, не е битно. Значи повеќе се занимам во последно време со македонската книжевна сцена и нешто што сум испуштила и тука има одлични автори нормално и се надевам повише ќе биде Владо Јаневски исто, да, и него како многу интересна појава го сметам тука на не знам дали да, он пишува доста специфично и така ја му ги прочитав книгите, ми се бендиса. Од времето, нормално, прва книга од еве нека биде и тоа од македонски автор што сеќам дека ме фасцинираше, Шекерната приказна
Славко Јановски. А нормално, Дикенс го сакав многу. Во некои средни години читав се и се што тогаш, ама, например, можда и оваа другата страна моја, многу го сакам Миша Селимовиќ. Неговиот филозофски или како да го наречам пристап, неговото пишување мене ми е многу онака блиско. Следам се и пријатели што имам во српската, да речам, книжевна сцена, некои слични на мене, некои реномирани веќе писатели, со кои и таму имам некој мини круг, нели, оформено. И нив сакам да ги читам и добро ми оди читањето. Неко се, може би, не знам, не сум може би толку, можам да кажам кого не сакам. Може. Тоа ми е полесно. Не го сакам, например, Джек Лондон. Не го сакав никогаш. Па до некаде и ова, Кероак и така нешто, мада еднаш напишав и така некој расказ подолг и тој ми излезе сега во едно списание, во современо списанието, не знам што да му правам, беше така, каде што ги ставив, да речам, сите автори кои во некоја као замислена средба со нив, јас се среќавам. Тука нели и овие нормално англиските автори доста ги сакам, од сите епохи можам да кажам, секојаш ги бирам. Па и некои автори како например Бил Брајсон, не знам дали си го читал, кој пишува онака како што беше политикен забавник на времето, значи он пишуваше за некои можда и научни работи, ама од интересен аспект. Пристапно, интересно, забавно, дури да ме насме. Мислам дека е тоа реткост, некој автор кој пишува хумористично, тоа е некако се поретко да се сепак паметно. Сепак паметно, да. Па, уствари, најинтелигентен начин на хуморот е еден вид, може да се рече, интелигенција. Тешко е, многу тешката вистина да ја кажеш, а да насмееш некого. Апсолутно. Мислам дека уживав во овој наш разговор. И јас исто. Ти посакувам уште многу добри романи, раскази, творештво и се гледаме во наредна прилика. Благодарам на поканата и мене ми беше големо задоволство.